Почитувани, продолжуваме со најавеното интервју со министерката за образование и наука Весна Јаневска. Министерке, благодарам што сте дел од ова продолжение на дневникот на Телевизија 24. Ви благодарам за поканата, секогаш со задоволство доаѓам. Така, веќе крајот на август се забрзуваат активностите поврзани во сферата на образованието. Веќе од утре имаме најава за почнување на уписите на високообразовните установи, нели на факултетите на 5 државни универзитети. Што очекувате од уписите и имаш информација, ја споделивте и претходни денови дека околу 2000 квоти помалку ќе има. Така е. Зошто и што го иницира тоа? Очекувам дека уписите ќе поминат како и секоја година, без никаков проблем. Студентите се аплицираат на оние универзитети и оние факултети на кои што сакаат и досега не се случило да не ја остварат својата цел. Оваа година, да, навистина има 2000 места помалку и убаво е тоа да го објасниме. Кога се распишува конкурсот за упис на факултетите или универзитетите, sejedno, се распишува според бројот на студенти одобрени со акредитацијата. Акредитацијата трае 5 години и сите тие 5 години се објавуваат тој број за упис. Ние направивме и ланската година, направивме анализа на потребите на пазарот на труд, но и на вработливоста на студентите кои завршиле одредени студиски програми. Од тука увидовме дека навистина има студиски програми на кои има огромна успешност на вработливоста, има студиски програми каде што тоа не е така, односно невработеноста е голема и јас како пример ги давам, например, бизнис администрација, јавна администрација, еден дел од филозофски факултет, правници, економисти, нешто помалку кои се наоѓаат на пазарот на трудот, па од тука, како знак дека водиме сметка за ова, ние процентуално, така како што беше невработливоста, како што предложил секторот, ги намаливме бројките за упис. Ова не е ништо сериозно, затоа што секогаш на универзитетите, овие јавните, државните универзитети, остануваат слободни места, така ќе биде и оваа година, но со ова им даваме знак на студентите каде има слободни места и каде ќе можат тие во иднина по завршување на факултетите да се пласираат на пазарот на трудот, а каде бројот на невработени е голем и каде потешко ќе биде тие, нели, да си го најдат своето вработување во иднина или ќе мораат да се преквалификуваат и да работат на други работни места. Од тука штета нема никаква, сигурна сум дека и оваа година ќе има слободни места на студиските програми и дека секој од студентите ќе си го најде своето место. Некако низ годините со средното образование како да се испегла оваа потреба иницирана пред се од потребите на пазарот на труд, сега наред е високото образование. Претпоставам дека овие укинати 2000 квоти на овие програми што ги споменавте, дека тие пак се зголемуваат за сметка на овие технички, да речеме, или IT сектори и така. Секако, таму вработливост е огромна, на сите технички факултети, и машински, електро, и финки, и во сите универзитети, и во УГД, и во Битола, Свети Климент, тие профили, значи, имаат многу висока вработливост, која достигнува и до 98%, и таму немаме драстични намалувања. Повеќе од овие што ги спомнав, нешто и медицински не го спомнав, знаете, запишување на 500-600 студенти на медицински факултет, кога знаеме дека има невработени, кога знаеме дека овие кои завршуваат има тенденција да се придвижат кон Европа, навистина нема потреба. Така. Министерке, се уште не се донесени трите клучни закони за високото образование. Што ќе значи тоа со стартот на новата академска година? Стартот на новата академска година значи дека се одвива по стариот закон. Очекувам би било добро за земјата, би било добро за нашите студенти, за нашите млади, што е можно побрзо овие закони да се донесат.
Тие се во собранието, помина прва комисија за образование и прва законодавна и застанавме на првата пленарна седница, односно на прво читање на и го оставивте законот. за после, нели, За летната после одморите. И јас верувам дека ете и таа седница ќе биде закажана при крај на овој месец, затоа што после тоа следува амандмани доставување, повторно комисија за образование, повторно законодавна правна комисија и второто читање на законот, пленарна седница, после која би требала да има и гласање и тие да бидат донесени. Искрено се надевам дека тоа така и ќе оди без проблеми, затоа што таа реформа во високото образование, која не е нешто многу драстично, која може да биде и посилна и поцврста, но со оглед на тоа дека јас цело време промовирам дека ништо не треба да натуриме, дека се треба да биде прифатено, за да може да биде имплементирано, но се враќам, таа реформа која ја правиме во високото образование треба да донесе драстично покачување на квалитетот и на наставниот кадар, но и на квалитетот на образовниот процес во високото образование, дополнително што таму има погодности за студентите, уредување на некои членови кои во минатото не биле добро или има пропуст во нивното уредување, па се надевам дека и тоа, еве да речеме, до крајот на септември ќе биде решено. Така, има ли нешто, се водат ли некакви разговори за сцената или за радарот, сега тоа е актуелно, нели, велиме разговори за радарот, Да. а дали има нешто, бидејќи целата работа е, нели, опонирање од ДУИ кои што инсистираат на Бадентер? Законите во образование се носат со Бадентер и тоа си е во ред и нема никаков проблем. Ние носевме 7 закони, донесовме во собрание за основно, за средно и така натаму, па менувавме некои членови за да ја подобриме имплементацијата и до сега немаше. Но се бара се нешто проблем. друго настрана од овие. Сега јас очекувам да ги добијам забелешките, иако ние имавме убава јавна расправа на сите универзитети, законот стоеше на ИНЕР подолго време, отколку што е неопходно и по закон пропишано, ги разгледавме сите писмено доставени забелешки, имавме средби со многу професори од академската заедница и се што мислевме дека е оправдано и прифатливо за политиките на оваа влада се е вметнато во законите. Сепак очекуваме да видиме што ќе добиеме со амандманите и што тоа ќе биде прифатливо. Драстична промена не би требало, затоа што тоа ќе го промени концептот на целиот закон и тоа значи работа од почеток, а навистина помина речиси година и пол, па и скоро 2 години на подготовка на јавноста дека овие 3 закони ќе треба да се променат и ќе треба да се донесат. Од тука очекував дека во тој период се што не е испеглано, така се вика во наводници, ќе се дотера и ќе биде средено. Како и да е, доколку има било каков проблем, стоиме на располагање, амандманите сериозно ќе ги разгледуваме како и секоја забелешка до сега. Јас немам ништо против Бадентерот, и слушам дека нели се шпекулира или се спинува ова со Бадентерот. Не, тоа си е уставно загарантирана одредба, како што е дефинирано, така треба да се спроведува. Но со Бадентерот за друга област, не зборувам за овие закони конкретно за тоа. Не, во ред е да се штитат правата на етничките заедници, но велам не да се злоупотребува како што се случуваше во минатото. Ако е мислата чиста, ќе најдеме решенија за се и ќе ги донесеме законите. И мислам дека треба тоа да го направиме во корист на нашите млади. Така. Се зборува годинава студентите после 2 години во двата поголеми, не се поголеми, Гоце Делчев е најголем студентски дом во Скопје, во Стив Наумов и Кузман ќе се сместат во реновирани нови простории. Околу студентскиот стандард сакам да ве прашам, еве денеска партијата Левица имаше реакција околу оброкот. Да. Кредитот, нема факите точно за збор за датумот, кредитот за студентските домови ми се чини е земен 2018 година.
Факт е дека во Кузман беа почнати подготвителни работи и беше почнато нешто во врска со реконструкцијата минимално. Стив Наумов не беше ни почнат. Ние дојдовме на власт во јуни 2024. Од јуни 2024 до јуни 2026 имаме готов дом Стив Наумов. И тој е објавен во огласот и студентите може да си конкурираат. На 1 октомври студенти ќе влезат во еден супер модерен студентски дом во кој тие ќе имаат не субстандардни како до сега, но навистина модерни услови каде што ќе можат да живеат, од тие во домот живеат, се исхрануваат и можат да учат. Студентскиот дом Кузман е сосема при крај и јас верувам дека до крај на септември тој ќе биде готов, но нема да може да работи од 1 октомври, оти ќе ни треба малку време да ја завршиме административната работа, домот да добие потребна вредност. Бидејќи неколку пати зборував за датумите, но градежништво е тоа, не можете во ден точни да бидете и мислев дека можеби и порано ќе биде, еве оставам простор дека до крај на ноември се ќе биде завршено и тогаш ќе биде повторно објавен конкурс за сместување во студентскиот дом Кузман за некои студенти кои не сакале да бидат сместени во домот и за сите ќе има место или сакаат можеби да ја променат локацијата. За останатите студентски домови во државата поделени се во две фази или два лота се вика. Едниот е распишан тендер и во процес на евалуација е и очекуваме многу брзо да заврши. Веднаш после тоа ќе го распишеме и третиот лот, каде што се Пелагонија, Кујната во Гоце Делчев и Битола, сите други се и Сенич. Овие Охрид, Битола, Охрид, Прилеп, Штип се во вториот лот, веднаш ќе го распишеме и тој тендер и ќе ги почнеме сите одеднаш, во еден дел ќе се преклопат. Ако успеавме овие два да ги завршиме за 2 години, јас се надевам дека и следните сите останати домови ќе ги завршиме за 2 години и студентите ќе имат навистина европски услови за работа. Во однос на студентскиот оброк да нема недоразбирање. Ние кога дојдовме на власт, студентскиот оброк изнесуваше 140 денари по студент. Законот вели дека ние треба да ги усогласуваме, да го усогласуваме студентскиот оброк со процентот на инфлација. Следната година ние го покачи и тоа е околу 0,7 денари по студент. 7 денари израчунавме. Ние тоа е 7 денари по студент. Ние втората година покачивме за 20 денари. Значи 3 години унапред сме го направиле тоа. Така да мислам дека не е оправдано што левица реагира, тоа е нејзино легитимно право, ние ги слушаме, затоа што опозицијата треба да е коректор на власта и спроведуваме се за да го подобриме стандардот на студентите. Од тука не мислам дека не е во ред студентскиот оброк, ниту пак огромните суми на средства кои оваа држава ги одвојува, како за студентските стипендии, така за студентските домови, така за студентскиот оброк, неколку категории на стипендии, за социјала, за постигнување на успех, дополнително стипендираме втор степен, трет степен циклус во трет циклус на студии, значи магистерски и докторски во државата. Стипендираме студии на престижните универзитети во светот. Државата и МОН во овој момент имаат најголем можен буџет во последните 10 години и при тоа го трошиме целно за да го подобриме студентскиот стандард. Например, 400 стипендии во минатото не биле доделувани затоа што биле во категоријата социјални случаи и секогаш таа бројка била помала за 400, но тие средства не можеле да се префрлат во друга категорија. Сега со измените на законот овозможивме да се префрлат за да можеме да додадеме уште 400 стипендии на студентите.
Правиме се што треба да правиме и на мое големо задоволство, бидејќи сме во постојан контакт со студентските собранија, од нив досега немаме никакви поплаки, напротив, тие се задоволни од она што го правиме. Еве да подсетам дека и го проширивме опсегот на доделувањето на студентскиот одброк на нивно барање. Тие самите рекоа дека се задоволни со сумата, но бара да се прошири опсегот. Ние го проширивме, го исполнивме секое нивно барање. Денови ве се најдовте повторно на мета на опозицијски атак, ако можам така да кажам, од СДСМ за некаков си реваншизам за смена на директори во Прилеп. Чинам дека беше и дали има нешто такво? Да, ние имавме официјален одговор и јас ќе повторам дел од него, а потоа ќе го објаснам. Зачудувачки е колку СДСМ, бранејќи ги своите директори, така наречени своји, сидете тие се наши, оние кои се поставени во нивно време, де факто го бранат неправилното работење. Значи, никаде не... има сменето директорки, министерке, за појасно за јавноста, да, има ли сменето директори? Има сменето неколку директори, јас навистина во моментов не можам да ви кажам добро, точно во кои училишта има, меѓутоа Државниот просветен инспекторат не излегува на терен, освен по програма, нели, за евалуација на училиштата и по пријава. Кога граѓани кои да се наставници, родители се пожалат на работата на некој директор, тогаш ние го праќаме Државниот просветен инспекторат да ја провери состојбата. Ако утврдиме неправилности во работењето на директорот, има случаи кога Државниот просветен инспекторат укажува на нив и бара да се поправат, но има случаи каде што навистина неправилностите се толку големи што е неопходна смена на директорот. МОН има собствени ингеренции, општините имаат ингеренции над средните и основните училишта, но МОН е задолжен да се грижи за законитоста. И јас тоа постојано го повторувам и ќе го повторувам. Секаде каде што ќе бидат најдени неправилности, тоа ќе биде укажано и последици ќе има. Така. Дојдовме кај основното образование во интерес на времето, да не се мислам, нема вие што да се извинувате, јас малку забрзувам со прашањава. Дали заврши процесот на дистрибуција на учебниците во основните училишта и дали повторно граѓаните, родителите, учениците во основно образование може да почнат безгрижно во 90% книгите се наоѓаат во училиштата. Остануваат уште 2-3 учебници кои ќе бидат дистрибуирани до 1 септември и се што е нарачено од училиштата, се до 1 септември ќе биде испорачано. Така што МОН својата работа ја заврши на време и од сега натаму родителите, наставниците, учениците не треба веќе да се грижат за тоа, затоа што воспоставивме стабилен систем кој верувам дека без многу мака... Испораката се врши според требувањата, да речеме, на училиштата, така? Така е. Колку требувале, толку ги ќе добијат, со тоа што годинава имаме нови учебници за цела генерација, за 8 оделение и 2 клас гимназија. И за вклучително, претпоставам, и за пострански јазици учебници. Дефинитивно, тие се набавени лани и сите тие од прво оделение до 4-та година средно образование се набавени. Така. Најавувавте оптимизација на паралелките, едносменско работење, дали тоа ќе го видиме во новата учебна година 2026-2027? Да, се спроведува. Ние побаравме оптимизацијата, размислувавме, анализиравме да оди постепено, ненасилно, со зачувување на работните места на наставниците, со нивна замена по природен пат, со пензионирање, но оптимизацијата се спроведува и едносменското се спроведува. Оваа година, за жал, 20 подрачни училишта немаат запишано првачиња или имаат 1, 3, 5 првачиња и тие деца се префрлаат кон централните доколку се во близина. Тие што се оддалечени остануваат за едно дете се ангажира наставник. Ги намаливме бројот на паралелки, исто така користејќи ги веќе вработените наставници.
До овој момент во средно образование некаде околу 100 паралелки помалку, во основно образование 109 паралелки помалку, но тој процес уште трае. Сметам дека е голем успех, без никакви последици. Значи, социјализацијата на децата, социјализацијата на децата ја постигнуваме со се што следи во социјализацијата, подобар квалитет на образование, подобра концентрација, надпревар, да не набројувам, значи тие веќе влагаат во поголеми групи, така како што треба да има, а ниту еден наставник не изгубил работно место. А што се прави на полето, знам ми кажувавте и во минатиот период и сега пред една недела кога беше меѓународниот ден на младите околу врсничкото насилство. Да. Би сакала да нагласам дека мој личен впечаток дека тоа не е енормно згомлемено, но станува се побрутално. Значи, она што во минатото го немало било во вид на тепачки, сега е во вид на гасење цигари од телото, крајно брутално понижување и така натаму. И тоа треба да се превенира и од тука. Прво, ми уште пред 2 години го погледнавме прирачникот, направивме измена, го допрецизиравме, испративме до сите училишта прирачник за справување со врсничко насилие. Со Мак Петрол и со Телеком други 2 прирачници, со Телеком за сајбер насилие. Во моментот исто така имаме со коалиција сега една невладина организација и со Телеком воспоставување на стандарди за безбедна училишта средина и еден голем проект на МОН во кој е за препознавање на врсничко насилство поради семејно насилство како корен и причина за врсничкото насилство, заедно со Комората на психолози. Тие се на терен, работат. Прво со стручната служба ја обучуваат, но работат и со наставниците, работат и со родителите и очекуваме, ги едуцираат, им ја поедноставуваат процедурата, им помагаат во откривањето на знаците, значи се она што Комората на психолози рекла дека треба да се направи, се прави и очекуваме после тоа, анализа на резултатите, но битно е дека велам повеќе проекти, но тоа е системско решение. Зошто проекти? Затоа што не можеме со еден проект во исто време да опфатиме целата држава. Сметате дека треба градација, да се направи, дали тоа потекнува од семејството или е, да речеме, меѓу децата? Еден од корените за врсничкото насилство се наоѓа во семејството. Така пишуваат стручнијата литература. Децата не стануваат насилни во училиште, тие генерално доаѓаат насилни во училиште. Како треба да се работи со жртвата, како со детето кое предизвикува насилие, сето тоа е опфатено и поентата ми беше да кажам зошто повеќе така наречени проекти. Ке има и казни за родителите, на насилно дете? За да опфатиме што е можно поголем број од училиштата. 250 евра казна за родителите, пријава во полиција, во зависност од тежината на насилието, работа на психолозите и наставниците со децата, со родителите. Сето тоа е предвидено во ова што го спроведуваме. Министерка, уште за крај ова прашање, иако веќе газиме со времето, но сакав да прашам, бидејќи некако застрашувачки делуваш информацијата дека 3000 првачиња ќе видиме. Уписите траат до крајот на месецов, па ќе видиме дали ќе бидат 3000, дали 4000 или дај Боже и помалку од тоа, помалку првачиња оваа година. Дали може нешто образованието да направи на планот на подзабавување или не толкаво енормно иселување од државата на младите или причина за да се враќаат младите назад? Образованието не може на демографијата да влијае, тука нема дилема, но може да ги подобри условите во кои што децата учат и стекнуваат знаење и на тој начин да ги задржат тука во сопствената земја. Дел од ова, јас објаснував, се должи што не се сите регистрирани, дел се должи што не се сите запишани во едневникот, дел се должи на внатрешна миграција, не е само иселување. Воклемна миграцијата се движи кон Скопје, што не е добро, но затоа па ние во внатрешноста ги подобруваме условите, за да можат и таму да ги имаат истите како оние дечиња во главниот град. Со се ова што правиме, со многу програми, со нови програми, со нови учебници,
со многу посветување внимание на родителите, нели, на наставниците со обуки, на стручните служби, јас сум длабоко убедена дека ние ќе постигнеме ефект, барем децата кои се на училиштата и нивните родители да бидат задоволни од образовниот систем. Така, ви благодарам многу за гостувањето и успешна нова учебна година и академска се разбира. Ви благодарам и јас вам. Така, почитувани, тука е крајот на денешното телевизиско интервју на телевизија 24. Довидување.